разучуваме оваа книга Друм за Македонија, затоа што опфаќа некои теми кои се актуелни денес, пишувана пред 30 на години. Видете, рачно издание е тоа, корицата, лепена, правена. Ние тогаш во илегала бевме на преминот од Југославија во Македонија, а денеска на преминот од Македонија во голема Албанија, да е поделот со Бугарија, да се расправаат нашите соседи постмакедонски идентитети, има или нема македонци, не знам, бошци од најдолен вид, бидејќи Господ Исус Христос не создал и менуал, запишал во Светото писмо и покрај толку историски податоци Македонија, македонци, македонец, тие го негираат тоа е сатанска стратегија во која се држат цели народи. Значи, Друм за Македонија, тогаш едицијата се викаше Лицеум, издадена 97-ма, Скопје, Македонија. Изборува, ќе видите, за некои наши теми. Коцката е фрлена во Македонија. Името на реката првпат го среќаваме кај Хомера. Таму реката се именува Аксии. Широко струјниот Аксии, како што напишал Хомер. Од древномакедонскиот епови Илијада и Одисеја се разбира дека зборувам за Вардар. Имаме луѓе кои го докажуваат. Одисеј Белчевски, Ташко Белчев. Етимологијата на речник на Илијада и Одисеја, Христијан Хердер, Макс Фасмер. Зборувам за Вардар, древен македонец е тој. Не е шега. Инаку во Илијадата за прв пат се споменуваат македонските области Ематија, Пиерија, Пајонија и нејзините, односно нашите предци пајонците, Демостен син Демостенов Пајонијец, се гледа дека тој е македонец. Интересно е дека Пелагон е син на Аксии и Перибоја. Видите, од каде знаеле битолчанците, дека Пелагонија се вика рамницата. Кој им кажал? Аксија е древно име на Вардар. Инаку најстарите легендарни поети пред Хомера, за кои за жал немаме сочуван пишан документ, се од северните области на Македонија како Орфеј и Тамерис, или од Мала Азија Олен од Ликија, Олимп од Фригија, и новоречник на Срејович Кузмановиќ, митскиот македонски цар Орфеј, кој им ги дал словата на македонците и тракејците. Името Олимп, освен за македонската планина, го среќаваме и како лично име, но тоа е тема за некој иден напис. Дали е тоа Олимп, Лимба, Омбал. Секогаш кога како што велеше професорот Ташко Билчев, секогаш кога поминувам преку реката се присетувам на Карпош. Камениот мост на Вардар, Карпош наденат на кол и фрлен во реката. Лето Господово 1689. Карпошовото востание. Уште еден македонски обид. Некој мостот би сакал да го наречат Душанов. Немам право против. Царот Душан силниот, македонецот. Крунисан 1346 во Скопје, со благослов на македонско-охридскиот архиепископ. По 3 години тој го обелоденува својот познат Душанов законик. Во него пишува. Тој сам за себе, видите што зборува. Благочестива го, те сакам Господе, Христолюбива го, Христолюбив, македонскога цара Стефана Душана, па понатаму продолжува. Српскога, болгарскога, унгарскога, далматинскога, арбанаскога, уговласкога, како што гледате, сите тие се постмакедонски идентитети. Текстот можете да го погледнете во еден музеј во Прага, го има и во Загреб. Слична содржина имаат и софискиот и загребскиот ракопис. Камениот мост заслужува да има име, помеѓу Душана и Карпоша. А што ако мостот води потекло од времето на Хомера? Васили Љов откри дека во темелите на мостот има така наречен римски малтер керозин, како се викаше. Прашајте го широкострујниот Аксии. Второто име на Константин Велики е Свети Спас. Македонско-тракиското царство, кое повеќето го викаат Византија, роден во Наис, нашија. Лета Господови од 306 до 1453. Царот Константин не знаел кој не и бил од венецко-македонско потекло. Во тоа време немало ни срби, ни болгарци, ни ништо. Имало македонци. 325 година го свикал првиот христијански собир во Изник, денеска и преименуван во Никеја. 5 години подоцна е основан Константинопол, полето на Константин. Го прифатил христијанството како религија за својата империја. По еден сон пред една битка му се јавил човек и му вели: ангел, стави крст на штитовите на војската и ќе победиш.
475 година подоцна, 475 години подоцна, односно 795-тото лето, се одделила западната црква од црквата во Константинопол, Цариград, Стамбул, а папата Лав III го крунисал. Шарлемаен. Новиот папа пристигна во Рим. Конечната делба се случила 1054 година. Ја знаете приказната за таткото, синот и Светиот Дух. Борба за превлас која трае до денеска. За жал судирот воглавно минуваше низ телото на Македонија. Римската столица на Самоила му испратила круна. Тоа е веќе 981 година. 990 па лето Филип е ракоположен за архиепископската столица во Охрид. 229 години подоста, односно 1219 е годината на автономија на Српската црква. Тогаш Сава е ракоположен за владика и избран за Никеј, иако тогаш дали имало Срби или немало исто прашање. Кога се формирани тие нации постмакедонски идентитети. Сетете се каде беше првиот сехристијански собир воопшто. Дотогаш биле под јурисдикција на Охридската архиепископија Свети Сава. 1557 година е основана Печката патриаршија. 1767 е укината Охридската архиепископија. На Великден 1860 бугарите објавиле дека се одделуваат од Цариградската црква. Ете како се тие поделени постмакедонски идентитети, драздели па владај, дивидет ет импера. Во Македонија поп Богомил се обидува да се врати на вистинското реално христијанство. Сите луѓе се браќа, велеше тој. Со Библијата еден стап одеа по светот и тие се денеска потикнувачи на протестантската црква. Свртени кон исток се крштеваа во Духот Свети и така продолжува приказната за светската борба за превлас, како што гледате и вторпат од Македонија е тргнато. За македонската делба поминувам покрај преку широкострујниот аксии, реката Вардар. Камениот мост го дели градот на два. На едната страна е музеот на Македонија, на другата страна музеот на град Скопје. Камењата имаат душа, ако вие замолкнете, велеше Исус, камењата ќе проговорат. Минувале по нив многу војски по камењата, во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, или во името на Аллах. Во името на борбата за превлас, која воглавно како по некое вечно правило минува преку телото на Македонија. Понатаму си споменувам за Михаел II и патриархот Фотиус, летото Господа 862-та. Ги испратиле Кирил и Методи во Моравија и Панонија, спореди ги панонците со пајонците кај Хомер. Кај Ростислав ги испратиле да ги учат по македонски. Михаел II македонец по мајка и татко, моторот на византиското трако-македонско царство. Беа македонците. А зошто исчезнаат раките? Секаде не има нас македонците, но секогаш не туркале понатаму, односно потамо. Потамо и траките, каде се траките? По настрана или понатаму? Кога на потамо ќе го додадете грчкото ес, се добива потамо со значење на река на така наречен грчки јазик. Како што гледате, тоа е македонски. Значи, реката е онаа што тече понатаму или потаму, или потамо, каде што не догледуваме. И стави се потаму. Но зошто да се потаму, уште еден македонски збор со таа основа, сам, кога до мене е мојот верен македонец по вера и религија, вториот том од речникот на македонскиот јазик, каков таков, видите, тој самиот зборува за себе. Основата на зборот е пот. Например, потови од мене течат. Или зборот потамина со значење на слепо или нешто што не го гледа, како кога тече реката, или зборот потем, нешто што следува понатаму, или зборот потече, например. Заре чудно да потече сол за врела. Дај Боже да ви потечат на водачите македонски жива вода од утробата, да разверете дека само со Господ Исус Христос се победува овој сатански свет, оваа сатанска стратегија да се избрише Македонија, како што сака да се избрише и Египет, бидејќи, односно Израел, бидејќи тоа се двата сведока кои ќе бидат убиени, ќе воскреснат. Или пак зборот потка со значење на колец или меѓа. Апостол Павле ставале делови од неговата облека потки и луѓето се исцелувале. Или пак крунскиот македонски збор поток, потка.
поток, кој значил помал ток на вода или помала река, или зборот потоа. Потоа уште еден збор со основата под, тоа е зборот потон, каде потонува водата. Меѓу другото значи каде што водата тоне. Па некој може да биде потонат од аргументи македонски, за македонскоста на зборот потамос, од каде е зборот поток. Ташко Белчев, убаво го објасни тоа дека во грчкиот речник нема етимологија, не се знае од каде е зборот. Бројот на зборовите со основата под во македонскиот јазик е малку помалку од 600. Можеби тоа ќе значи дека современиот грчки води потекло или има многу зборови од македонскиот јазик. А што да кажеме за некој јазикот, царскиот македонски јазик? Тие го именуваат лажно грчки, старогрчки. Ко поминува мостот кој нема име, долу тече реката која ја споменува Хомер. Кај си бе, јуначе? Кај си бе, поету? Хомери, мери, мера, мора. Коцката е фрлена. Тоа се стихови во мерка, зборови наредени во ред во мерка. Македонци мои, рече еден македонец, зборот Цезар доаѓа од цар. Во името на таа древна македонска река. Ја озвучуваме оваа книга, која е мојата прва излејана во духот. Слава ти, Господи Исусе Христе, кога се обидував да ја спасам Македонија, да направам нешто за својата земја. Денеска работам за Царството Божие како молитвен војник, старешина во една молитвена војска Исусова, која води духовна војна. Војната е духовна. Таткото небесен не сте ја читале Библијата, вели војната не е ваша, туку е моја. И заради избраните се скратуваат дните на страдание. 140-тата страна, одиме сега за некои театарски состови, јас им простувам на сите, ако се спомнуваат некои имиња овде под псевдоним, под иницијали. Во најдолгиот театарски ходник во светот, во театарот Пирамида, стариот МРТ, односно новиот МНТ, го сретнав театарскиот проследувач ИИ. Морав да напишам, ми рече, извинете. Не беше лесно да се прави кариера во тие бурни времиња, меѓу Југославија и Македонија. Секој мораше да го даде залогот на лојалноста кон власта, односно оние кои создаваа кариери и беа поставени на некои функции таму да решаваат, да директоруваат. Денеска тие се бават со, денеска во Македонија се постира, се раководат племенски заедници и партиски полтрони. Мора. Интелектуалците беа во функцијата на партијата и служеа неизе. Така беше тоа во СФРЈ. Не дај Боже да и денеска така. И македонците беа во СФРЈ и интелектуалците. Исто како и проследувачот ИИ. Вториот случај го затегна ИИ во канцеларијата на еден од македонските театри, директорот му даде на ИИ плик со некои пари. Овој за возврат го однесе театарот на еден од југословенските фестивали. Беше тогаш веројатно селектор и така си проследуваше ИИ. Беше селектор во тие бурни времиња, беше во функција на партијата. Мораше да напише против ово или против оној театар од време на време, кога тоа од него ќе го побараа оние што се на власт, против скрби утеха. Кај сега скрби утеха? Што ќе ни е скрби утеха? Па денеска, секако кога го затворивте со финансиски, а отворивте театри на друг јазик, ние финансираме туѓа култура, а нема за нашата. И тоа каков напис, односно запис, односно попатна белешка, односно приказ, односно рецензија, односно колаж, и си пишуваше тој од време на време по некој кус осврт или дневник со лапидарни забелешки. Пишуваше, ами како, владееше со сите форми на проследувањето, во служба на југословенскиот народ и интелектуалците. И ајде и на македонците. Во тоа време се знаеше до каде може да се биде македонец. Например, од 8. век нагоре, преку Лапово и Велика Плана до Белиот град. Еднаш ми рече еден од тие шпиуните, ако се ми се поклонам на црквата во Белград, ќе ми дале пари. Видете, само на Господ Исус Христос му се поклонувам. Подолу можеше да ви се случи крц, или евентуално да ве проследи некој од тајфата на ИИ, да ви ги укинат парите, да ви се закануваат. Не беше лесно да се чекори по кариерата во тие братски времиња. Македонци мои, лани на Македонскиот театар му се случи една премиера, која во настаните кои следуваа пред неа и по неа ме подсетија на нашиот јунак ИИ.
Имено, премиерата заврши во 21 часот во салонот 1919, веќе во 21 часот и 20 минути, значи за 20 минути, одеше рецензијата на брановите на македонското радио истата вечер. Проследувачот веројатно се возел со хеликоптер од местото на премиерата до радиото, или се претворил во зајак и потоа го нарековме по псевдоним театарскиот Зајко. Го претрчал растојанието, проследил збор 2, направил светски рекорд на 100 метри, на 400 метри, на 800, или имал однапред проследено, однапред напишал и прозборил низ македонскиот етер, или си работи за дисциплината партиска штафета, театарска. Мислам, ако Зајакот имал сопатник, односно тренер, односно учител, односно тутор. Истата таа премиера е врзана со уште еден несекојдневен настан. Дете кој ќе нападнеа тие. Вториот проследувач пишуваше попатни белешки во својот дневник за истата таа представа. Зошто да не секој има право да пишува за одредена работа или творба, се разбира ако ја познава, но проследувачот што напиша критика или попатна белешка, не ја имаше гледано представата, ниту го проследил текстот, ниту зборот. Проследувач го најдов во вториот том од речникот на македонскиот јазик. Елај да те гуштам, бе, речниче мило. Систематско проследување, како што, например, во духот на службата на системот го правеше нашиот јунак или театарскиот Зајко. Да не заборавиме дека премиерата за која ви пишувам и се случи на Република Македонија, а не на СФРЈ. Некои луѓе не можат да се променат преку ноќ. Видете, тоа е целиот проблем на христијанството. Треба да се оставиш стариот начин, да се покаеш. Например, бугарите да се покајат, да ги признат македонците, да ги отвориме границите. Тие дојдоа со пари, насилно да прават бугари овде, ми забранија влез на професор интелектуалец. Која е таа порака на Европа? Пораз. Зашто држам говор таму и ги убедувам да го признаат на тој, како се викаше, пилотот. Има ли пилот во вашиот авион? Сатаната ве води и ве лаже. Наместо да ги признаат македонците, ако сме еден народ, не го признаваш тој народ. Волкот влакното го менува, ама ќудот не. Сатаната држи с цели народи, потоа няма македонци, охи македонци, кукуноне македонци. Во сатанска доктрина. Рекол еднашка македонскиот народ, волкот влакното го менува, ама ќудот не. Туку што помислив дека за секогаш го изгубивме проследувачот и тој не си отишол заедно со СФРЈ, или не си отишла таа која го создаде и го дресира проследувачот, нашиот јунак ИИ. Некако не име до одење. Не се остава столчето. Знаете, Кетман се заштрафил за столчето, не ќе да мрдне. Со штрафови. Зборот пак театролог го побара во македонскиот речник, замислете си го нема. Еден од горните проследувачи покрај со театарски критичар се подпишува и како театролог. Мандрагок, мушкок, фушкок. Хајл лагата. Бидејќи тој збор го нема ниту во македонскиот речник, ниту кај Војаклија. Војаклија, бре, зошто бе, друже? Зошто бе, друже? Шта нам ни е хвалило кад смо били заедно? Па едно хвала, една халва, еден благодарја. Ниту во бугарскиот речник на тугите зборови. Оти бе, браќа, и вие. А во својата основа ги содржи зборовите театар и логос со значење на разум и наука, заклучив дека тој представува мощна висока театарска титула. Логос, ложа, сложува и така натаму. Видете, театар место за гледање. Атер. Кој ќе тргнете етимолошки со македонскиот јазик се објаснуваат сите зборови. Дали со долгогодишно проследување се заслужува таа титула, дали како благодарност за поминато од агрегатната состојба СФРЈ во македонци, македонските слави за фатија, дали со научни трудови, докторски дисертации, мандрагонизации и мушкации, или со завршни постдипломски студии по театрологија. Имавме една театролошка, не може ова, како што ќе речат грците, Ташко Белчев да учествува, Ангелина Маркос и Тихона во Прилеп, во Крушево. Историски семинар за македонскиот театар не ни дозволи да зборуваме. И после го кратеше текстот. Ето тоа е тоа. Знаете, сатаната сака да ти забрани. Господ Исус Христос дава слободна волја. Или едноставно со некаков театарски подвиг, како во случајот на 20 јунаци се станува театролог, проследувачи и пишувачи по повод премиерата која споменав погоре. Што ги правите представи, ги нервирате сите. Скрби и утеха.
Да го оставиме за момент нашиот јунак и да го протерашкаме зборот одос или ходос, кој на грчки значи на грчки пат. Она пошто се оди, така ние го имаме зборот и основата оди, нели за некого велиме дека оди се движи понатаму брод, оној што броди под, она пошто се оди, свод, она која оди над нас, вода, течност која оди, или кога некој не води, или зборот година, кога времето оди, повторно во себе ја содржи основата оди, па понатаму плоди, роди, прооди, пооди, или зборот родина. Нас не роди Господ Исус Христос, не запиша во живото слово, кое не може да се исприше, или војвода, бојвода, цар на македонците Исус Христос. Па запаметте што правите, да не станете борци, што правите против Бога. Зборот одило со значење на стапало или зборот одмине за нешто што ќе ти мине. Зборот годи кога нешто ви е по кеф и најнакрај не е важно колку фупно зборови има во македонскиот јазик со таа основа. Сигурно е дека тој збор има корен во јазикот на македонците, од Филип Александар до денеска. Имаме македонци, македонски полуостров, првата нација заедно со израелците и постмакедонски идентитети разделени по други имиња денеска и затоа тие користат дел од македонската култура и секако сирачиња без мајка. Доволен податок е името на градот Воден на островот Крит, а нели критско-микенската култура е во кое време? Во наводници пред Грчка, а Библијата вели во Македонија и Ахаја, нема грци. Односно тогаш се уште грчките племиња, кои се тие? Не беа стигнале до Македонија. Одам со кротки чекори по најголгиот театарски ходник на светот, театарот Пирамида, новиот МНТ. Со себе го водам чувството дека од некој агол ќе ме пресретне архетипската појава на театарскиот проследувач, нашиот јунак и повторно ќе ми рече извинете, морав да напишам. Јас им простувам на сите, и на Зајко, и на Кукурајко, и на сите. Исус е тој што ќе суди. Не е лесно да се додржи кариерата во овие бурни, драмски времиња. Македонци мои, зборот одос е македонец, како и сите ние. Него го содржи името на вечниот талкач и патник Одисеј, кој по Тројанската војна одеше по светот, а Троја е исто така предгрчки период, во наводници. И на крајот сигурно ќе се запрашате што стана со нашиот јунак. И што стана со театарскиот Зајко, тоа е тема за новата премиера петоимениот Ѓоре. Зајдисон се представата со кој еден театар година дена се натега со најдемократското Министерство за култура, сместено во една поранешна комунистичка зграда која изела многу судбини. Толку за сега македонци мои ти успеа да го потиснат скрби и утеха, отворија други театри на други јазици, ве финансирате друга култура, правите голема, например Албанија, немам ништо против. Но јас не можам 20 години да добијам средства за книга од Министерството за култура, па тоа е срамота. Или колку години се укина средствата, а имаш луѓе кои не знаат македонски и си играат култура на тук јазик, ти финансираш туѓа култура. Туѓа култура. Ние имаме и студенти кои завршува факултет, не знае македонски да зборува. Како е можно на македонски? Како е тоа можно? 143 страна. Ете, тоа е проблемот на Македонија, го финансираш ти. Или сакате да го внесете во уставот болгаринот кој не те признаа, сака да те заколе. Сатаната да го внесам јас во срцето. Не велиш не за сатаната и смртта. Одбрана на така наречениот Јанко. Дали во Албанија, во Косово има на македонски студии да си учат они на свој јазик, бидејќи не го знаат нивниот јазик. Ако зборот култура го поделиме наполу, тоа се пари од една бела прашкаста материја, со која тие купуваат територија. Македонија не е на продавање, македонците не сакаат да ја продаат. Одредени политичари земаат пари, тоа не е нивно и ке дојде ден, секој што се возгордејува, се занесува, ќе биде понижен. Ако зборот култура го поделиме наполу, се добива култ и ура, односно култот кон урата. Под зборот култура се подразбира начин на живење, под зборот култура живееш во Македонија, не зборуваш македонски. Тоа е не култура. Тако ти е дозволено, тоа па ти сега зборуваш на албански, ни да се чудиме. Зборот култура подразбира и начин на живење. Може да ве оттепаат на улицата затоа што сте сверцувале дребули, а вашите представници во парламентот се прават англичани. И затоа Шекспир веројатно ни станува современик. Книга со таков наслов напиша Јан Кот, вистинскиот. Јас ќе ви раскажам, македонци мои, за така наречениот оној кој не е Јан Кот, а така беше именуван во една театарска полемика во неделникот Пулс деновиве повторно тој јава.
Се зборува дека еден театарски пензионер во едно театарско списание, кое веројатно се кажува Културен живот, објавил напис за еден театар. Објавил напис за еден театар за представа која не ја гледал. Напишал за представа, не ја гледал. Тоа веројатно е единствен случај во театарската практика, може би во светот. Не е виновен човекот, ни рече еден циник, така го учеле во братството и единството. Шта нам е хвалило кад сме били заедно, па едно хвала, една халва ви фалеше, едно благодарам. Да признаете дека Македонија, македонскиот полуостров и вие сте постмакедонски идентитети. Прочитајте во Библијата што има таму. Еден друг театарски пензионер додаде циникот ги раздежуваше театарските игри на Војдан Чернодрински за инеетот и му пропадна братството и единството. Во локалниот бунар, во Културен живот, во кој излезе списанието, во списанието во кој излезе критиката од така наречениот Јан Код за представата која ниту ја видел, ниту ја чул, се претпоставува дека нему му ја прераскажал неговиот наследник театарскиот Зајко, кој, барем за разлика од него, дојде ја гледаше во салонот 19:19, но кој за неполни 30 минути успеа од културно-информативниот центар да стигне до македонското радио, светски рекорд, да ја напиши да ја прочита критиката во македонскиот етер. Потоа една жена ми рече дека вториот театарски пензионер кој ги раздружуваше театарските игри на Војдан Ч и кој беше уредник на списанието со метафорично именце е веќе поранешен уредник. Простете, македонци мои, кој ќе се снајде со тие титули? На негово место сигурно ќе влезе некој театарски патолог. Мислам на оној кој не скршнува од патот. Го сретнов еднаш ке еден од овие горните во театарскиот ходник. Морав да напишам, ми рече. Извинете. И така се повторува таа приказна неколку пати. И еднаш ка му срочив одговор и го снема. Мина некое време, ете го, повторно јава. Некои луѓе ја немаат дарбата да си заминат, да се повлечат кога им е време. Ете, например, театарскиот Зајко го среќавам еднашка на македонските скомрахи. Зошто си напишал така, го праша. Се исплаши. Не сум напишал, извини, не сум пишувал, одговори. Како бе не си пишувал? Замислете си, македонци мои, лаже. Му ги повторуваме прашањето, тој повторно одрекува. Може би помислил на Ристо Шишков, театарскиот пензионер. Театарскиот пензионер, представата која не ја видел, пишува за неја и ја споредува со Сократовата одбрана. Монодрама која изведе еден расен актер кој екзистираше во Белиот град. А тоа е плагијат на Пела, Белград, Пела. Проблемот на Сократ, цар Самуел ги изградил Калимегдан, ако не знаете. Проблемот на Сократ е морално-етичка природа на нештата. Влезе еден од нив во канцеларијата од ајата, директорот му даде некој плико, потоа представата е однесена месо, ги повторувам некои работи. Како функционира, ги стави во торба актерите. Имаше едно од Министерство за култура и таа шушбуш да ја вратиш пари. Затоа нас не ни дава после. И таа беше контролор. Актерите. Нема да му кажувам на оној кој ја изведуваше одбраната, на Сократ, што има напишано господинот актер за театарските пензионери. Критиката е нужно зло напишал. Не тој, Лари, Лоренс Оливие. Ги има и добри и лоши и оние кои мислат дека се критика, кои пишуваат со своите пенкала, а не со својот интелект. Интелектот и пенкалото не одат заедно. Па кажи после, извинете, погрешно јас. Еднаш ми рече, ама ова не е истата представа. Он напишал, кој знае што напишал. Може би не помислил дека секогаш има некој кој ќе сака да каже, зошто не напишам ова представа, напиша негативна, после играме ние за Едисонце, ама ова не е истата представа. Па напиши. Не му даваат. Лари сигурно не го доживеал тоа, да не го гледаат, да пишуваат за него. На невидено, од тепка. А што ако критиката е напишал некој друг, тој само се подпишал? Не сте помислиле на тоа? И така разговаравме на тркалезната маса Астал на еден фестивал. Го носи името на еден македонец. Беше Филјан актер. Го судеа затоа што кажуваше како што мисли. Стана еден од театарот Скрби и утеха, покажа на неговиот огромен портрет над зидот и рече: власта никогаш повеќе не смее да се меша во театар. Ристо Шишков. За збор се јави најнаградуваниот македонски актер од периодот на братството и единството. Може би се почувствува прозван, кажан, накажан. Власта има право да тарашка во театарот што дава пари, одговори. Гледајте полтрон, човеку.
се работеше за Ристо Шишков, за неговата одбрана, не за Сократ. Сакам да зборувам за македонскиот театар, за така наречениот Јан Кот кој зема пари, да се начката нешто за или против представата, за молкот, за стравот, за актерите кои прават кариери под фустанот на власта. На Ристо Ш му судеа затоа што кажуваше како што мисли. Некому му наредија награди затоа што мислеше како што му кажуваат. Срам да ти е, синко. Сократовата одбраната на Ристо Шишков. Но кој е Сократ? Најнаградуваниот, полтронот, театарскиот зајко, светски рекорд во театарска критика, театарскиот пензионер, така наречен Јан Кот, што пишува на невидено, морав да напишам, и Ристо Шишков. Изберете, македонци мои, зборувам за македонскиот театар, за неговото достоинство. Остатокот е публикотропизам по Гротовски, театарски туризам, шишетка од место до место, не остава никакви траги. Оној кој имаше дарбата да се повлече на време Гротовски, светиот театарски сонувач, да се војува или да се мирува, реплика од представата за која напише рецензија на Невидено 1, се именува Ние. Тука му пречи. Тука лежев театарскиот зајко, зборува за македонската приказна. Понатаму сцената тече вака, да се мирува, се покрива со зборот мир, сонцето и така натаму, македонци мои. Некому му пречи таа вистина. Обид кафезот да ја фати птицата. Книга со таков наслов напише Јан Кот, вистинскиот. Кафезот ја бара птицата, но скрби утеха нема кабил да живее во кафез. На сцената е потребна слободата. Остатокот е одбраната на така наречениот Јан Кот. Мил ми е Сократ, ама помила ми е македонската приказна и Ристо Шишков. Значи на културата е потребна и култура на пишување или вреднување. Инаку се ќе биде трго интерес под фустанот на власта. Ете тоа сакав да и го приложам на дар на македонската култура. Македонци мои, скоро бев во една земја. Не ми дадоа да зборувам, бидејќи јас сум бил опасен, нели? Актерот што зборуваше, отиде, слезе од сцената и му се поклони на водачот на партијата, да речем, на земјата. Му се клекна на колена. Епа тоа е полтронизам. Јас зборувам за македонизам, за Македонија во силата Исусова, која може да застане на браникот на вистината. Јас сум патот, вистината и животот. Да ви намножи Господ Исус Христос се. Амин до Царството Божјо. Ар македонските слави за фатија. Но на која страна од вистината ќе бидете вие, македонци мои? Амин.